љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Одам на породување и ме пиша стара првородка. Леле, колку бев разочарана. Јас си мислев, кој знае колку сум млада, нели? И они мене стара првородка. Тие се едни од најинспиративните љубовни парови на нашата естрада. Зуица и Наум, успешно реализирани во своите кариери, едни од најдобрите вокали на нашата сцена. Успешно реализирани како родители. Таа е една харизматична дама на сцената, зад микрофонот, како што споменав, еден од најдобрите вокали кај нас. Но каква е како мама? Огромно задоволство ми е што веднаш ја прифати без размислување поканата Зуица Лазова. Добре дојдовте во Мама Визија. Добре ве најдов и ви благодарам за убавата најава и убавите зборови. Задоволство и не ни може поинаква најава. За некои луѓе така велам, едноставно зборовите сами си тежат како река. Огромно задоволство ми е што за прв пат така отворено ќе отвориме карти за вашето мајчинство. Да. Можеме да си зборуваме така баш отворено. Познато за јавноста, вие сте мајка на прекрасната Македонка и Стефан, веќе големи возрастни деца, и Стефан полнолетен, пред малку споменавте пред да се вклучиме, ќе ги поздравиме. Големи поздрави. Годинава за полнолетниот Стефан и за Македонка направивме една убава прослава, кај што си прославивме и полнолетство и дипломирање на Македонка. Таа е 24, Стефан 18. Честитам за тие убави заокружувања во животот. Како започнува вашата љубовна приказна со Наум? Не знам дали некогаш отворено сте раскажале кога вие прв пат се ракувавте, кога прв пат се јавија искрите, кога прв пат се запознавте? Па, ајде да не кажам искрите, ама така и беше. Се појавија летна во воздухот некоја си далечна година, една од Тетово, Фолкфест Тетово постоеше, еден убав фестивал кој што за жал е одамна згаснат. И така човеков на мојот живот накрепен на еден столб се подзагледа, си реков што е сега работава. А ние млади, нормално. И тогаш уште се провлекува некои муабети дека се разведува, вака, така, онака. Почна тоа наше прво како дружба, една интензивна дружба, тие убави дружби ноќни, и потоа се разби во нешто повеќе. И тоа тераше долги години, ние си мислевме дека никој не знае, само цела Македонија и само цела Македонија беше многу тајно. И така си тераа работите и до ден денеска, ми се чини дека ни едно од тие искри не ни фали. Браво, тоа е многу убаво да се слушне. Барем од моја страна, а тој кој некаде на некоја прилика кога ќе има, нека си каже како е кај него. Ке го прашаме и него во некоја прилика, зошто да не. Знаете како, сега во најава да изоставив еден дел што ми се муташе низ главата, а сакав да им го кажам на гледачите. За нив е познато дека се еден успешен љубовен пар, еве уште еднаш докажано, а соседите за нив ќе кажат дека имаат многу воспитани деца. Сега ќе се чудите од каде го знам ова, но си имам ја свое врапче таму во припор, кое што ми го кажа тоа. Сакам да позборуваме и околу тоа. За вас е познато дека долго време живеевте заедно, но многу подоцна го склучивте бракот. Тоа е многу специфично, интересно, нестандардно многу за овие простори. Која беше причината за тоа? Имаше некој... Целата врска почна нестандардно. Така, така што и детето нестандардно, првата Македонка ја родив нестандардно, така што не морав да ги следам клишеата. Немавме, не знам, не чувствувавме потреба дека тоа нешто мора да се случи, кога треба да се стави подпис.
како да не ни недостигаше тоа. Си имавме живот, нели, кога почнавме да живееме заедно, и некако не ни недостигаше. Мама Анастасија инсистираше на венчавка, значи мајка му на Наум, Така. на венчавка во црква. И од тука ни тргна некако тој муабет, ајде и незината желба. А јас веќе својата желба за такво нешто некако ми изгасна, затоа што моите родители заминаа прерано. Дури и баба ми, која што остана жива после нив и почина на своја 91 годишна возраст, баба Зуица, по која што сум крстена, и таа ми замина и веќе некако немав некој најблизок со кој што би го споделила тоа. Тоа е да се сподели со фамилијата и со се децата веќе порастени. Ама кога почнаа да не се фркаваат и Македонка и Стефани да ни викаат ајде дечко ти, женска ти, сикам добро бе луѓе, ние можда навистина треба да отидеме еден чекор понапред, и така и се случи кога кумот ни е во Австралија и се врати, и тој не организираше некако. Тој организираше венчавката во Свети Наум, во Охридско, во манастирот. Ги најде и поповите за подпис, значи за во матично тргна од една емисија кај Снеже Велков, кога бевме, имаше матичар, отец и неколкуми на нас познати луѓе, и сега јас кажувам дека не сум венчана, а сите знаат дека имам и деца и маж, а јас не сум венчана, па тука тргна и токму тој матичар со кој што бевме, сега нека ми прости, не го запамтив името и презимето, еден Бркајлија човек, и токму тој и не венчаше. Да, и се подпиша. Да, има причина. Кога требало да се случи? Зошто не се случило претходно? Се е со причина, така што. Го задржувате презимето и тоа е да речеме, ете, можеби поради тоа што имате име и презиме познато за јавноста, а вашиот став околу тоа, жените да го задржуваат презимето, значи, да го додаваат презимето. Сега кога ќе кажам, може ќе се налутат женскиот пол, машкиот нема. Зошто? Затоа што ќе бидам искрена. Само што ги извадив личната карта и документите нови, се случи тоа да се подпишувам и само се погледна со нау. Кој ќе менува сега документи? Бирократија. Пак наново да одам по лична карта. Ако сум била Зуица Лазова, се знае дека сум сега во брак, така сме функционирали. Нема апсолутно никаква врска. И сакав да го земам неговото презиме, да го додадам. Така. Тоа ми беше желба, еве нека се чуе јавно го кажувам. Но навистина стварно бирократија имаме, а и двајцата бегаме од тоа како Нема време за тоа. Кај вас сигурно нема време за толку врски за тоа. Така што новата лична карта не ја расипав. Ајде сега околу вашите бременности. Велите дека некако изненадно дошло до Македонка. Кога се случува, непланирано, кога се случуваат тие две цртки, кога дознавате дека сте бремена? Каков е тој ден? Пресетете се пред 24 години. Па, многу одамна, меѓутоа бев, како да кажам, во една неизмерна тага. Мојата мајка почина 2000 година, на 16 ноември, и 2001 година мене ми се случи бременоста, некаде во мај таму како беше. И, значи, во ниеден момент не се посомневав дека нема да ја родам. Значи, како биолошкиот часовник тогаш да кажа доста е, одиме во ново поглавје од животот. И така и го отворив тоа поглавје. Иако фамилијата ми беше навистина во длабока тага и јас, не ни беа работите со Наум се уште решени, иако имаше тука превирања, сега ќе се нели ослободи, тој беше во брак. После, сега, после и целата таа бременност помина во такво некое премрежие, вознемиреност. Не бев мирна. Бев мирна еден период, сега ќе се решиме, дури дома кажав.
па не испадна така, девојчињата кои што ги имаат претходниот брак беа во да не речем критични години, пубертет. И јас некако длабоко знаев дека чека да се надминат сите тие работи, да тие бидат малку своји, па да дојде, нели, тоа заедничко живење подоцна. Но се решив за Македонка како и цело време јас очекував, иако тој може да си очекуваше син, нели, после 2 ќерки, меѓутоа јас толку ја посакував ќерка и да го носи името на мајка ми. И така се случи. Значи, женско дете, ја крстив Македонка по мајка ми. Ми се исполни таа една желба како да добивме една искра плюс. Еден згасна живот, дојде нов живот. Циклус на животот. Да, циклус на животот. А зошто се решив? Затоа што имав 27 години. И сега еден смешен момент во сета таа тага ќе го кажам малку да разбиеме, да не мислат гледачите дека само ќе си тажиме. Одам на породување и ме пиша стара првородка. Леле, колку бев разочарана. Јас си мислев, кој знае колку сум млада, нели? И они мене стара првородка. Они мене. Како бе на 27 години, викам стара првородка, како сум млада? Но да си знаеме дека таму медицината поинаку кажува, а не како ние си мислиме. Биолошкиот часовник е немилосредно одминува и многу сум среќна што тоа го решив, иако дали беше, дали не беше моментот, си знае, можда Божја работа така, но моментот како сега да кажам дома на татко ми кој што изгуби жената на својот живот, на 51 годишна возраст почина мајка ми, од прилика исто што имам јас точно сега. Како да му кажам дека јас сега вонбрачно ќе родам дете. И верувајте, значи другарките беа, ние сме 4, една четворка од Штип, кои што живееме во Скопје, беа цело време со мене. И поддршка, ќе отидам за Штип, кажа, не кажав. Ајде, мораш да кажеш. Почекав да поминат оние 3 и колку таму месеци треба, за да не можам да направам нешто што не го сакам, а да дозволам да ме убеди некој. И некаде во 4-тиот месец од бременоста отидов дома во Штип и му кажав на татко ми едноставно, значи јас ќе родам дете од човекот што го сакам, за мене е тоа поисправно од тоа да влезам со некој туку така во брак, да раѓам деца, а паметот да ми биде пак кај него. Значи од мене, и му кажав отворено, од мене не очекувај друго нешто, ова е тоа што ќе се случи. Бев независна финансиски, бев независна работев, иако и за тоа ќе кажам малце подоцна. Си работев во ДМБ Илија Николовски Лујке, што сум и сега, наставник по хармоника, и од тука ми тргна работата. Татко ми прво имаше една реченица која што доживотно ќе ја памтам. Добро бе, не можеш како сите да се омажиш па да раѓаш. Викаме, па ете, не сакал Господ така да биде. Може би јас избрав. Уствари, не може би. Јас избирам да биде вака. Или ќе ме поддржиш, или викам друг избор немаме. И од тогаш ја имав најголемата поддршка што некој може да ја има од родител. Ја имав и претходно кога ми испратија во Белград во средно училиште да учам хармоника, бидејќи овде немаше, бидејќи овде немаше. Вие сте првата катедра всушност. Вие ја правите Јас и Зорица сме првата катедра која што излезе воопшто на Балканот. Зорица и Зуица. Две женски на машки инструмент. Така го викаат машки инструмент. И од тука тргна, си ја имав поддршката на фамилијата, на мојот брат и на татко ми. Па Господ така си ја сакал работата да му биде една светлина во темнината во која што ни влезе фамилијата и во една тој период. Среќа, значи тој таква среќа доживеа со неа, една реинкарнација. Јас, мојот Ристо, мојот татко, не можев да го препознавам како тој се однесуваше како дедо, беше еден строг татко, принципиелен, и затоа на сите во мојата фамилија им беше чудно како Зуица,
направи ваква работа која што е неконвенционална. Затоа што Значи, сте од тук, да. строга фамилија. Патриархално воспитание. Од мене секогаш се очекуваше и секогаш го добива тоа што се очекуваше од мене. Да завршам со највисоки оценки, да свирам на концерти, на надпревари. Значи стварно бе, ајде сега да кажам, амбициозно дете кое што ги исполнува плановите кои што ги зацртал. И ова беше сега една дамка, што се случи сега. Добро, животот е полн со изненадување и животот е една борба која што веројатно до последниот здив ќе ја туркаме. Каква ви беше бременоста со Македонка? Како ги паметите тие 9 месеци? Турбулентни. Турбулентни во смисла на тоа што нема всредено, нели, односи сама. Да. Сигурно било и многу несигурност во себе, стресно, страф. Несигурно. Јас, како да кажам, дури ја криев бременоста. Додека можев, ја криев, затоа што на работа се уште не ми беа средени, како да кажам, работите, во смисла на решение, нели, она решение за неодредено време. Бев од година на година, истече годината и ми се направи еден вакуум, каде што јас нема буквално ни социјално осигурување, се шетав со парите в раце да не се породам некаде, да имам да си платам, затоа што осигурување нема. А сте овде сама во Скопје? Сам сама, имате пријатели? Да, роднини, со не знам дали имате другарките, роднини, имам подалечни, меѓутоа ги имав моите роднини, моите другарки тука беа за мене. Секогаш така и растев ми Македонка, некако ни беше прво дете во кругот и секогаш беа до мене и многу интересен податок е што како ја поминав бременост, се криев и во училиште да не случајно дознаат дека јас сум бремена, па да не ми го продолжат воопшто решението. Каков страф. Значи буквално таа бременост ми помина во страф и само Господ ја дочува Македонка да се роди жива и здрава. Имаше една смешна случка со колешката Сашка. Влегува во лифт и сега јас слабичка, ама носев некои кошули со кои што се покрива. И таа вика, што ти те, што нешто ти се надула, вика кошулата. И вака пипнува и пипат стомак. Ме гледам. Абе, ти си трудна? Да, викам, јас сум трудна. Леле! Се израдува. И така, од тука тргна веќе да... Кога веќе Јас мислам дека тука бев веќе некаде 6-ти месец. До 6-ти месец не се познаваше, буквално не се познаваше. Како сте издржале? Можам да замислам како сте спиеле тие денови, како сте излегувале од дома и сето тоа било многу храбро. Стрес. На пеење одев во високи штикли, живеев на 7-ми спрат, се качував нон-стоп нагоре надолу, лифтот 90% не работеше во зградата на Шампионче во Белата големата. И пеев, се покривав со тие широки кошули, кој дозна, кој не дозна, кој разбра, кој не разбра. А решението за работа го добив 3 дена пред да се породам. Буквално онака викам, Керко, стискај, уште малце, да го доземеме решението, па после ќе се пораѓаме. И вистина така испадна кога да ме послуша, ама послушна е, цел живот си е послушна. Умница на мама. Умна на мамата. И беше петок, одам во управа кај нас, во администрација и тетка Цвета, драгата професорка, мафта со едно ливче, вика готово. Еве го решението за неодредено. И сега јас вака ја гледам. Неодредено ми зборувате? Да, за неодредено. Викам, тоа е за стално. Како да ме... Како више да не разбирам. Од среќа преголема. Да. Не ви се верува што слушате? Не ми се веруваше. Значи, јас очекував дека тоа ќе биде пак година за година. Ставиле за договорно, ставиле за неодредено и вика оди сега директно во завод. Јас сама си го однесов решението до завод. Со стомакот? И со стомакот до заби. И во недела, спрема понеделник,
во некаде пред 7 часот се породив. Ете, може тоа и ве ослободило некако, вака кога ми раскажувате. Јас бев во невиден стрес. Да, притисок, стрес. Притисок, стрес. А ако направиме споредба со Стефан, бременоста со Стефан и породувањето, каква паралела е? Диаметрално спротивна, како што се диаметрално спротивни во карактер. Да. Полесно, предпоставувам, далеку. Секако, со помош, тогаш доживеав да те тинтраат малку, нели? Тогаш веќе бевте заедно. Ние живеевме веќе заедно, да, живеевме, иако не бевме подпишани, живеевме веќе заедно. Иако судбина ми било и со едното и со другото дете да се породам пак сама. Наум беше во Америка на печалба. И за Стефан славеше таму. Ете, таква судбина. А кажете ми, да не го изоставиме моментот кога му соопштувате на Наум дека сте трудна, првиот пат и вториот пат. Ајде и во двата случаи какви беа неговите реакции? Гледате дека прва ја кажав реакцијата на татко ми, тоа ми беше многу постресно. Наум едноставно му кажа отворено дека јас од тука немам назад, значи нема ни да го спомнам тој зборот на А, дека тој не постои сега, одам понатаму, а тој може да остане таму каде што е. Не барав, буквално не барав ништо, ниту ако му дојде да се разведува и сака да живее со нас, нека повели, ако не, јас ке терав во животот така само. Со тоа дете, ќе беше доволно, иако нели, сите си бараме, јас не бев растена така за да барам така да биде. Да. Меѓутоа не барав преку леп поргача. И не можеш силум никого да го тераш. Да, меѓутоа таму нема сила. Да. Сепак е и тоа една голема обврска, тој беше родител и е родител на тие две прекрасни девојки. И знаев дека тука ќе има чекање, па имам и песна чекаме, пекаме, меѓутоа чекавме и дочекавме. Едноставно тој рече добро, изборот е твој. Јас прифаќам, си се запиша како татко на Македонка, како што е и така истеравме понатаму. А колку време бевте сама со Македонка? 4,5 години. И не бев сама, тука ќе ги спомнам моите Блажо и Гана, оние кои што ќерка ми ги знае најмногу како баба и дедо, затоа што Македонка не ја ни запозна својата баба, Македонка по која што е крстена. Дедо и Ристо беше во Штип, со него си играше преку лето, тој ја чуваше таму, меѓутоа овде ја чуваа Блажо и Гана, деде и Гана, така ги викаше. Моите први комши, живеев 10 години во тој стан на Шампионче. Првите комши, буквално, ја имавме врата, ја немавме врата. Не беше ни заклучено од кај нив до кај нас. Убави беа тие времења кога со соседите. Толку ја прифатија како своја, прижелкуваа, имаат еден син, Гого, и толку сака женско дете и целата љубов која што ја таеле во себе и ја дадоа неа, мене, и ми беа од неизмерна помош во тој период, па и потоа, и кога се одселивме, нашите дружби продолжија. Еве во сабота се навршуваат 6 месеци откако нашата Гана ни замина. Сочувство. Да. Каква е таа релација помеѓу работата и мајчинството? Колку тоа вам ве промени? Како сте успевале да имате настапи? Знаеме дека сте активна, мислам, јас од дете ве паметам постојано дека сте на сцената со микрофонот, работите неуморно, дополнително сте и професорка, како што споменавте. Како ја правевте таа релација, ајде кога сте биле прво само со Македонка, како ја правевте таа релација? Како успевавте? Колку мајчинството, да не звучам грубо, ви пречеше во кариерата или обратно? И јас не знам од оваа инстанца сега кога ќе се завртам наназад, не знам како наоѓа време, а пеев многу повеќе и многу почесто отколку што пеев подоцна со Стефан.
и воопшто сега, нели, како одминуваат годините, пак Блажо и Гана беа тука. Ја мислам дека да ми беа родители, не ке ми се најдеа, таа реченица многу пати ја ме кажа, не ке ми се најдеа толку колку што тие ми се најдоа. Значи, дали тоа било до 4-5 саба или ќе го најдев дедо Блажо вака подзаспан, таа спастрена со се што треба, прошетана, облечена, преслечена, ако треба избањата, се. Значи, таа огромна помош ја имав од нив и заради тоа веројатно стигнував се да направам. А тогаш во тоа време, нели, има децата, бебињата носеа тетри пелени, Да. За тој широк повој, па осмица, па сето тоа беше испеглано, уредно. Баба ми Зуица дојде првите 2 недели, ја бањав и ја средував македонка со неа. Значи, татко ми го кажав како поддршка, еве во оваа прилика и баба Зуица. 2 недели ги помина со мене во станот, за да имам, нели, мајка ми беше почината. И наоѓа време тие тетри да бидат испеглани, баба ме караше, добро бе дете, вика, пелениве се чисти, што ги пикаш, вика, во машина? Не да биде чисто. До чорапчињата на ноџињата и беа испеглани. Значи, после пеење, даската, пеглата, ја пеглав. Да се Каде види ја се. наоѓав силата и сабајле да одиш на работа и попладне да пееш, а тогаш стварно пеев можда по 4-5 дена во неделата во ресторани низ Скопје. Да. Беровец, приказната со Беровец, прво беше мрз, траеше 10 години. Значи таму пеевме 5 дена во неделата. Заедно со Ирена се менувавме. 5 дена во неделата ти да пееш. Тоа е буквално полно работно време како да одат луѓето на... Не знам сега наназад. Па со 1 ден слободен пее во Национал ресторанот. И тогаш секоја вечер, освен недела, секоја вечер на пеење. Јас стварно не знам каде го наоѓа времето, ама тоа е таа борба, тоа е таа неунишлива волја на мајка, кога што знае дека е сама, ствари, грдо е да кажам сам. Да, и јас го избегнувам. Луѓето, ги имав луѓето до мене, ми заменуваа, значи, и татко, и баби, и дедовци, 24/7 беа со мене. Да, но сепак, нели, мислите на екзистенцијата, мислите на дека тоа бебе треба да се облече, да јаде, да, нели, и ја доевте македонка? Да, година и пол. Таа одеше со мене секаде кај што пеев, ако беше надвор од Скопје. Значи, одеше со мене, едно известно време доаѓаше да Весна, роднина моја од Штип, па на патувањата таа беше со мене и памтам првото од тој тип на гостувања мои низ држава ни наша, во Крушево, во хотел Монтана. Имаше некоја прослава и сега ме прашуваат за цена, јас давам некоја си баснословна цена за да ме платат, за да не морам да одам, да не морам да кажам да ме одбијат. Тие прифаќаат и јас ја викам да Весна. Брат ми ме возеше низ едно невреме со нашето старо и никогаш не прежалено Уно возило. И одиме во хотел Монтана и сега пеам тура, продолжува оркестарот, јас сум горе, македонка Цица. Се враќам долу пак на пеење. И тоа беше па кај Паланка и каде не, некогаш ме возеше. Татко ми не возе во тоа време, за дивно чудо. Сега не можеш од кола да ме извадиш, ама тогаш не возе. И брат ми и татко ми беа задолжени за возење, да Весна одеше со мене, како бебиситер, сирота. Тука бебиситира Блажо и Гана и така да. Ете, некако логистички се сте успевале за и да не трпи кариерата, да. ама и мајчинството. И да. И таа беше секогаш пастрена, дотерана, како да има повеќе време за неа отколку што имав после за Стефан.
и ајде сега милувам да правам споредби кога имам мајки со повеќе деца. Ајде како изгледа тоа со Стефан, кариерата. Вие сте и двајцата врвни уметници, познати имиња, повторно ќе речам, редовно на сите можни настани низ државата. Како тоа изгледа дома, мајчинството, родителството, со двајца родители кои што треба да излезат на настап, некогаш сте и двајцата на иста сцена. И како тие деца дома го прават балансот за да имате такво хармонично семејство како што изгледа во јавност? Да. Тоа хармонично семејство секогаш изгледа така во јавноста. Ние си знаеме по дома како ни е секое семејство, не е исклучок ни моето, ама за мене доблест кога тоа нема да излезе. Сите имаме дома повлечи, потегни, овој проблем, оној проблем, меѓутоа јавноста не мора да не ги знае, нели, сите наши проблеми по дома. А кога ќе споредувам како деца, Стефан, Македонка, па Стефан, Македонка беше бебе какво што може да посака само една правородка. Мирно бебе, значи мирно дете. Ако беше Стефан, прв, ја не знам како ќе издржев. Немаше да сакам второ. Не знам дали ќе имаше уопште второ дете. Значи, ако оваа беше мирна, овој ми наплати и за мирната, и за уште 10, што може би ќе ги родев после тоа. Ама, таков бесноти лук, знаат сите во нашата поширока околина, дека беше навистина едно, пошто викаат, прудо, живо дете. И така да многу потешко одеше со него, си знае мама Анастасија, ама па ја имав неа дома веќе. Така да тука таа се најде за помош. И истеравме и со него, иако кажувам дека беше навистина многу немирен. А како дојде до втората бременост? Дали тоа го планиравте? Го размислувавте? Сакавте уште едно? Сакавте син да се роди? Па, кога веќе имаш керка, значи сакаш да го пробаш и какво е чувството да имаш син. Можам да замислам како му беше на наум дека 3 керки имаше, сакаше да искуси како е да имаш и машко. Затоа машкото не го дотера паметот. Вистина, беснотилокот негов немаше крај. Ама па затоа е сега едно такво душевно и емотивно дете. И секоја година чекав, сега ќе се смири, после, ајде бе, уште година ќе се смири, и јас упорно ја чекав таа година, тука некаде околу 18-ката. Се средуваат работите, после 18 почекајте, мајки, ќе се среди работата после 18-та година. Не е толку многу. Не е многу, не. Дали сакаше Македонка братче или сестриче? Бараше ли? Тие се колку 5-6 години? 6 години се разлика, без еден ден. И Стефан ќе се родеше точно на роденденот на сестра му, затоа што тој е роден на 27, а Македонка на 28 јануари. Јас отидов на контрола со другарка ми, он не беше тука пак. Отидов на контрола со другарка ми и Личовски во Чаир, беше на дежурство и вика, ти ќе раѓаш вечерва, и јас му викам, нема да раѓам вечерва. Керка ми има роден ден утре, јас викам, не можам да родам вечерва, морам да си одам. Како викам ќе раѓам? Така вика, се е во ред. И тоа одеше со провокација, небитно. И двете се со природно ги имате? Природно, и дај Боже сите да имаат таков лесен пород. И добив провокација и знам дека се спогодував со докторот, спогодбено беше тоа, или ќе ме пуштиш, демек, или ќе ме пуштиш за роденденот на керка ми да си одам дома, или јас нема да раѓам. И само ме погледна, си насмеја, вика, нема да раѓаш, вика, да, нема, викам, да раѓам. И така. Ќе го стиснам. Да, не може, викам, сега, роден ден има Доне. И навистина, Доне за својот роден ден си доби за подарок братче. Колку убаво, преубаво. И вистина ме пушти, ама добро, се беше во ред. Си потпишав до душе дека ќе излезам пред време од болница.
А и двете породувања ви беа лесни? Добро разбрав? Многу, многу. И двете, и со Македонка и со Да. Стефан. А Стефан како го добива името? Македонка по мајка ми, а Стефан по починатиот татко на Наум. Стефан. Стево се викаше татко му, Стеван. Во тоа време така заведен, Стефан е Стефан, крстен по него. Значи вие така наследно колено на колено како традицијата Некако во нашето окружување, во нашата фамилија, тие што си ги добија имињата, ниеден не го виде наследникот. Ете така. Ниту татко, ниту мајка ми Македонка, ниту татко му Стефан, почина 1 година пред да се роди Стефан. Па дури и татко ми Ристо почина 1 година пред да ми се роди внукот од брат. Од брат, кој што исто го доби името Ристо. Така, овој податок не го знам дека така се вика вашиот внук. Да. Таква е судбината, ама сигурно горда ги носат Судбина, тие меѓутоа, имиња. да, тие се горди на своите имиња и се надам дека некаде горе Не сите гледаат. заедно се радуваат на овие убави деца кои што порастија. Да, сигурно е тоа така. Сега, животот со две дечиња на дома, колку ве менува вас како личност? Мајчинството. Што мислите, дали ве промени како личност? Секако дека ме има променето. Иако јас уште од мала сум така да кажам борец, кој што кога ќе зацрта една цел во главата, значи оди кон тоа да се тоа реализира, без разлика што еве овде немаше хармоника, јас решив дека ќе се свири хармоника и дотука бива, заминав Белград, го истуркав тоа, јас си знам само колку ми било тешко. Никогаш не дозволив моите дома да се посомневаат во тоа дека јас имам некаков проблем таму. Секогаш бев насмејана кога ќе се слушнеме, без разлика што тоа после ќе си отиде во собана, ќе си изнаплачев, затоа што ми фалеа мама и тато. Мала бев на 14,5 години, заминав друга од земја. дома, да. И во тоа време се распадна Југославија, јас сум 89-та, појдена во Белград, таа генерација 89-та, 90-та, 91-та ни се распадна Југославија. Да. Јас цел тој хаос го поминав таму, не се вратив. Не се вратив, не помислив во ниеден момент. Иако имав убаво сместување кај прва братучетка од тетин ми, и јадев, пиев, спиев, ме гледаа како едно свое детенце таму, така што тука бев малку подзаштитена. Пак да речем, кај своји луѓе бев и го поминав тоа некако малку по... Сега колку ме промени да се вратам на тоа, си чувствувам една промена која што веројатно сите после кои што ќе добијат дечиња, секое дете на улица ако помине, помислуваш дека тоа може да биде утре твоето дете кое што поминува улица, да го пазиш малку повеќе. Во таа смисла можам да кажам дека пред да се породам со дечињата, можеби не ги гледав тие, и можеби бев млада, можеби... Не сте ги перцепирали, емпатијата емпатијата кон децата. Не сум го кон децата? перцепирала тоа така. Да. Секој еден ученик кој што ќе дојде во мојата класа, можеби сите не го гледаат тоа на таков начин, но јас ја чувствувам таа промена кај мене. Го гледам како моето дете кое што треба да излезе сега да свири. Да. Некако емпатијата кон децата е поизразена. Многу поизразена, далеко поизразена. да, многу поизразена. Многу поизразена. Кој е построг родител? Кој е полицајецот по дома? Мама! Мама повеќе вика, а на тато повише му го имаат стравот. А тоа е некоја си, па така беше и кај нас дома. Мама повеќе не караше, па да не кажам и не биеше повеќе. Некогаш знаеше да летне некоја маша оданда или некоја влечка по дома, по нас. Дисциплинска. Дисциплинска, да се знае. Воспитно образовна. Така е. Татко ми многу ретко, можеби 2 удари памтам и тоа до живот, но ќе ги памтам 2 шамари, кои што сосема си ги заслужив. Ама многу имав страв. До последниот него здив имав стравопочит кон него. Не е тоа страв, тоа е стравопочит. Таква стравопочит имаат и моите деца, ми се чини повеќе кон татко им, колку што имаат кон мене. А од друга страна се многу поотворени со мене. Поблиски. Многу поблиски во смисла
да знам и тоа што можеби и не треба да знам. Аха, и не така треба се да се ми отвараат. се отвараат до безвест. Па добро. Ама тоа е и позитивно. Тоа е и тоа добро. го препорачувам на секој родител, дали ќе биде машкиот или жената, со децата да се прави најотворен муабет, бидејќи живееме на вистина во едно многу тешко, многу бремено време. Морам да ве прашам, секогаш кога ми доаѓаат овде во Мамавизија гости кои што се јавни личности, посебно од естрадата, знам дека имате пријатели, пејачи, кој се циркулирал во вашиот дом и циркулира се уште, кој ги ви помагал можеби околу децата, околу растењето на децата, со кои биле во секојдневиот од познатите звучни имиња од естрадата? Имате некоја таква блиска релација со некој од познатите пејачи? Па имавме многу повеќе дружби, морам да кажам, еве додека бев со Македонка, имавме еден круг направено, Алтан продукција се викаше, Виолета Хаджискерлева, која паметите, новинарка пар екселанс, која што навистина многу недостига во новинарството, која што беше бричка и која што сите не критикуваше. И тогаш имавме како една продукција незина, па си доаѓавме на гости, тука беше Росана, Горан Тодоровски на времињата, Татјана Лазаревска која што ни е замината сега во Австралија. И доаѓа, нели, тогаш беше актуелно и на Повојница и кај детето и дружевме некако многу повеќе. Од тие некои познати личности сега, ајде да кажам, кумови сме на Гоце Пејковски, и до ден денеска се дружиме со него. Гоце од Синтезис, например, ни е исто близок пријател, кој што го подучуваше Стефан да свири кавал. И нека ми простат сега некој кој изоставив порано, навистина имавме повеќе дружби, сега некако малце сите свое некое Такви се некако, мислам дека после пандемијата кај секого е тоа, се чувствува некоја таква оттуѓеност, повлеченост. Тука ми се соња Иристе, кој што и при првата бременност и при втората, ете така беа, ја држеа кафаната Македонска куќа на времињата, тие дружби, пак ќе речам повеќе порано отколку сега. А какви се Македонка и Стефан? Ако треба да ги окарактеризирате, кој на кого повеќе личи, карактерно, физички, кој со кого е поблизок? Реков веќе, диаметрално спротивни карактерно. Наликуваат, меѓутоа сите велат дека Стефан е повеќе во ликот, еве на мојата фамилија, посебно да речам, јас ќе си кажам дека го препознавам во ликот на мајка ми и во ликот на брат ми кој што повеќе личи на тато, на мама. И имаше една слика од порано кога бил мал брат ми и јас намерно ја ставив на витрина кај брат ми, наум поминува покрај. Што бара, вика, сликава од Стефан тука? Викам, стоп, Тонч. Си призна. Сакајќи сега, бидејќи викаше, Стефан се роди како едно плаво дете со плави очи. Татко ми имаше плави очи и јас се надевав искрено дека ќе му останат тие плави очиња. А наум вака го гледа како дете вака како украдено од некого со плава витка на коса и плави очи. И само викаше по него вака изговор, ќе го кажам, ќе го цитирам. Ќе смените. Море смени на вистина. Сега има едни така менливи зелени очи на тетка му единствено. А Македонка личи повеќе, да кажам, на него, на неговата фамилија, на тој сој. Па и карактерно наликуваат. Така. Повеќе наликува на татко, иако, еве, моите другарки кои што ја познаваат, мајка ми Македонка и мене нормално, препознаваат зрак и кај неа. Да, добро, генетика е тоа. Да, генетика и ама и од тоа што подоцна децата нели си примаат и од родителите, примаме и гестикулации, сите тие работи. Се согласувам. Колку е наум вклучен во родителството?
колку проценти е вклучен. Каков е како татко? Попуслив кога треба да биде попуслив. Некогаш престрог и кога не треба да биде престрог. Критичар на децата во секој случај, затоа што не треба некогаш да ги држиме нели во лажна удобност, треба да им се кажат нивните слабости или она што не го направиле како што треба, дека треба искрено да бидеме кон нив. Јас сум дури малку повеќе самокритична кога се децата во прашање. Тоа си го забележувам низ годините. Ама попуслив е тој него што сум јас сум таа што кара. А од друга страна пак да не речем и тие тајнички некои нивни полесно праќаат кај мама, па мама некако ги сервира на тато. Ете така е кај нас некако. Им кажавте дека ќе дојдете во мама визија и дека ќе зборувате Керка ми знае. Какви беа нивните реакции? Керка ми знае и вака направи, ава ќе збориш се? Викам да, ќе зборам се, затоа што тебе на времето ти беше кажано се. И дека има сестри беше кажано. Каква е ситуација, нели кога подпорасна малку, прво и се кажа дека има сестри, таа дури во градинка имаше еден цртеж кај што таа држи за раче 2 сестри. Да, каква е таа релација со нив? Имаат некаква релација? Да, со комуницираат. Анастасија и Сања, Да, така? комуницираат и се е тоа ред. Има ли некој момент, сега ако се присетите, кој што ви го исполнил срцето од вашите деца, ситуација, постапка, збор можеби, возвраќање, нешто што се случило кое што ви го исполнило срцето и на кое што се посебно горда како мајка? Моментите како нивни настапи се нешто што секој родител ќе го исполни. Оно што ќе го издвојам и на кое што најмногу сум горда, кога ќе еве и комшилукот и сите мои колеги на работа, кога ќе ми кажат колку тие деца се воспитани и колку тие почитуваат. Да. Почитуваат личности, почитуваат луѓе, титули, како да кажам, и сите тие работи. Тоа е она на кое што сум јас најгорда, затоа што тоа потекна од дома, воспитанието, родителството, тука некако се препознава. Да, децата се слика на родителите. Точно така. И на тоа сум најмногу горда. А нивните настапи секако дека не хранат, душата ти ја полнат, кога при една прилика доживувавме овации од публиката, кога пееа заедно на еден концерт, сега беше неодамна, споделувавме нормално како горди родители на социјалните мрежи и Стефан сега пее, македонка е оперска певица, затоа фасцинантна оперска певица. Не се уште пронаоѓа во овие другите води. Не знам дали некогаш ќе почне. Јас не сум таа која што мора сега ти да пееш и од тоа да заработуваш, си имаш своја професија, па бирај ти понатаму дали ќе сакаш. А Стефан е на етно одделот кај нас, традицијски играч пеач, и сега за сега ни ја полни душичката така. Предпоставувам со тоа пеење и по дома и по настапи, а настапија ја пеа Црна се чума зададе, Доне како оперска певица, а Стефан во главна улога тоа беше еден прекрасен настан во музеот на ВМРО. Традицијски играч пеач одделот кај нас завршија фантастична работа, да долго ќе се гордеа со тој настан. Мора да го видам ова. Ќе ми го пратите видеото, затоа што навистина ме копка сега како тоа беше изгледа. и на телевизија, тоа е снимено, мислам дека МТВ го снимаше. И еден комплетно, не само последната точка со моите деца, комплетно беше еден фантастичен настан. Предпоставувам дека ви е полно срцето и на вас и на наум со глед на тоа што вашите деца тренуваат по вашите стапки, па нема една гордост поголема за родителите и покрај тоа што верувам дека не е тоа можеби неочекувано со оглед на тоа што генетиката си влијае и се. Децата тоа што гледат дома, веројатно но дарбата не влегува. Да. Само кај нас не можеш без тој 1% кој што го викаме талент, па да го надградуваш после. Значи, само кај нас не може, ако не си надарен, да го работиш тоа. Да пееш,
и во уметноста, воопшто, Така. сликарство или глума. Значи, мора да си надарен за тоа и после да се надградуваш. Ама тој 1% мора да го имаш, не може без него. Така што тие веројатно го наследиле тоа и сега се надградуваат, горе да сум на тоа секако. Ама, од друга страна, како мајка, знаејќи ги или она што е пред камерите, е убавата страна на професијата, на медаљата. Да. И она што следи позади го знам и затоа некогаш нормално дека ќе се плашам, но секоја професија нели има своја добра, а И има лоша и страна, лоша страна, апсолутно. нормално. А кога веќе сме кај стравовите, во овие времиња, и сами споменавте дека живееме во едни тешки времиња, кој е најголемиот страв на една мајка? Еве, на вас како мајка, кој е најголемиот страв кој што го имате за вашите деца? Ако нешто сум сакала во животот, само да бидат здрави и среќни. А тоа среќата е поширок еден поем кога се децата во прашање. Значи, да си изберат, нели, ајде, Македонка веќе има партнер, да си изберат партнер кој што ќе го сакаат, да бидат сакани, и сета таа комплексност, да работат работа која што ќе ја сакаат, тоа се обидувам и еве сега на Стефан да му го објаснам, кој што нели уште во тие години кога нели децата сега се повеќе ги ставаат парите на пиедестал, а не ја гледаат онаа другата работа која што се обидувам нели да му ја објаснам, дека мора да ја сакаш работата. Дека ако ја работиш работа која што не ја сакаш, Стефан се прашува, што бараш ти во музичко уште? Затоа што еве од другата страна нели можеш платата понекогаш да ја заработиш во 2 дена или 3 или Да. Но што се случува? Јас сум вложила во тоа да работам со дечињата, јас ја сакам таа работа. Мислам дека полека веќе се ме разбира, дека и тоа е дел од среќата која што кажаме комплексна работа. Така што ето тоа им го посакувам за моите деца, а најголемиот страв ми се чини за секоја мајка е детето да излезе на правиот пат, да не застрани некаде. Да. Затоа што Да не пороците вребаат на секоја една на едно ќошене, на прилика. Затоа велам во секој момент да се отворат тие деца, да ги кажат дури најцрните своји стравови и она што ако викам бре, јас ќе викнам во првиот момент, во вториот ќе барам решение за тој твој проблем за кој што ти мислиш дека нема решение. Така што тоа ми се најголемите стравови. Само да излезат на правиот пат. Дали ќе бидат познати пејачи, тоа е сосема неважно. Нека бидат среќни, нека бидат добри луѓе. Многу малку имаме добри луѓе. Тоа е најголемата наша мана. Се согласувам. Се поредко и поредко. Се Спочнуваат на поредко прсти да имаме се бројат. добри луѓе, како човек добар. Ќе се навратиме уште малку на семеното пеење кое што го имате. За вашиот 50-ти роден ден направивте еден убав албум, убав спомен со каде што се појавувате сите од целото семејство. И знаете, гледајќи го тогаш и сега потсетувајќи се на тие интервјуа, тогаш и преслушувајќи ги песните, велам вие сте македонската Келли Фемили. Така излегува. Па, да, некако, не можев ако не за мене радоста е да ја споделиш радоста со своите најблиски. Да. И не постоеше тука двоумење, тука ме придружуваше во моите размислување мојата Сонја Дојчиновска, една киевска, која што ми направи текстови за мојата хармоника. Тука имавме натегања некој кој што имаше еден друг текст, друг наслов, потоа ја направивме. Викам, чекај бе, јас сум хармоникаш. Чекајте, немам песна за хармоника. И излезе таа. А од друга страна ме поддржуваше во тоа што сакав да имам дует со Доне, со Стефан, тука и со Наум, и тука Стефан и Наум упадна во една композиција, Даме од Македонија. А пак од друга страна, долго време сакавме мама Анастасија да добие еден запис, бидејќи е вонсериски пејач. Да. Мајка му на Наум. Да. А ние не направивме снимка. И сега ми е жал што еве веќе има 83 години,
таа идеја моја не ја реализирав уште порано. Ќе ти купам широк фустан без зуице. Таму разговараат мајка и ќерка, а таа низ годините ми е и повеќе од мајка, не свекрва. Тоа Да, тоа е не тоа функционира бидејќи живееме заедно. Бивша наставничка во пензија, така што си имаме еден заеднички јазик, да, убава релација. И сосема природно дојде и тој дует, и за да бидат 5 композиции, уште 2 мои соло, и беа 5 за 50. Ама беше убав. целата моја фамилија. Убав проект, навистина многу убав проект. Може би почесто треба да правите некакви песни заеднички, затоа што навистина Имаме сето една идеја, ама нема да ја откриеме, уште. Пак ќе биде нешто така. Креативни сте вие, да. сигурно ќе биде нешто интересно, со душа чекам да видам што ќе излезе. Во неколку наврати веќе ги споменувате вашите родители, вашето детство. Би сакала да се навратиме на тие спомени. Растени сте во Штип. Какво беше вашето детство? Како го паметите? Имате постар или помал брат? Ајде присетете се на тоа како вас ве воспитуваше вашата мајка, колку сте попримиле од неа и колку се препознавате како созревате низ годините. Јас имам еден страв во мене дека никогаш на своите деца нема да им го приуштам тоа што мене ми го приуштиле моите родители. Се си мислам дека во тие времиња живеевме кога беше целото едно општество малку посрекно од ова сега и малку живеевме еден помирен, неоптеретен и необременет со глупости живот. И се си мислам дека тие генерации, еве јас сум 74-та, имавме едно посрекно детство. Значи, не велам дека јас сега поинаку ги воспитувам моите деца од тоа како мене ме воспитувале моите. Не велам дека моите деца живеат во помалце изобилие отколку што мене ми било пруштено. Напротив, Да. моиве, сега повлекувајќи една паралела, се позадоволни со се што нешто, со соби своји, со играчки во изобилство, во одмор пари секоја година, што пари. ние нели сме го немале можеби. Ете тоа ми го приуштивале моите, ама имаше еден муабет ваков. Ние ќе одиме на одмор, сакате да одиме 3 недели во Тиват на одмор во кампот, имавме своја камп Кукичка Адрија, или сакате, вика, една недела некаде, вика, во Охрид или со какви. И ќе бидеме поскромни, се знаеше тоа. Ќе бидеме поскромни, ама ќе бидеме 3 недели на море. Имаше такви договори кои што не знам со овие деца некако не успеваат. Иако јас сум најсреќната мајка што моите деца еве и до лани, еве се договоривме и за годинава, значи одиме 2 недели и лани бевме, да, само не на истото место. Одиме 2 недели на одмор. Одите заедно? Одите фамилиарно си ја негувате таа традиција? Да, четворицата. Потоа ако сакаат они, нели со Така. еве македонка со дечкото Стефан до сега не изразил желба сам да отиде некаде на одмор. Меѓутоа тие 2 недели се наши. Само за нас четворица. И тоа си трае до сега. Понатаму ќе видиме. Затоа велам, не знам дали ќе им го приуштам тоа што во тоа време ни го приуштувале со помалку да бидеме посрекни. Помалку во смисла на финансии, ама повеќе во дружба дома, повеќе во време поминато заедно. Поминато, да. Што се помалку и помалку да. го имаме. Блиски, колку сте блиска со вашиот брат? Колку тој е постар рековте или помал од вас? Помал 4 години. Ние со мојот брат сме израснати, на пример, еве, моите деца имаат своји соби. Ние растевме во една иста соба. А сме блиски многу. И еден дел од мојата душа сега е таму некаде во Словенија со него. А тој не е во Македонија. Да, се исели пред 2 години. Не мислев дека и тоа ќе ни се случи нас, меѓутоа ете. Добро, не е Словенија толку далеку. Да, не е многу далеку.
Меѓутоа пак ми недостига таа близина, иако ние сме многу чуден спој со брат ми. Нели има луѓе кои што секојдневно, преку еден ден, 2, 3, 5 ќе се чујат, не можеме да не се слушнеме десетина, 2 недели. Додуше таква сум јас и со тие што луѓе што ги препознавам по душа, кои што се мои. Да, нема потреба и секој ден. Не морам, ама блискоста си останува. Да, да. Така и со брат ми. А и Не тој се е таков. И тој е таков. Какво дете бевте? Леле. Мајка ми еднаш во една прилика ми рече, и тоа тя веќе ција, Зоно вика, 10 да ги родиш едно како тебе да не гледаш. Еве како дете сум била. Во една реченица е кажано се. И тоа на штипски кажано, значи... Епа, извинете, Зуица, ама сега Стефан... Ете на муабетот. Простете, но морам да заклучам. Мајка да не те проколне, бе, да не ти рече нешто, мајка. Бога ми да. Во право сте. Душовадник, каков сум била. Значи, во училиште нема никаква мака во смисла на учење, на исполнување на своите обврски, помагав и со брат ми. Дури цртав цртежи му праќав од Белград по автобусот на Струмица експрес, цртежите експресно да стигнат кај брат ми да види тоа нацртано се. Значи исполнителна до безвест тоа. Ама бесна. Джамбас дете. А на кого вие ја наследувате дарбата за пеење и за музикалност? Музикален беше и татко ми, пееше, свиреше гитара, стрико ми исто, баба ми, дедо ми беше во басист, свиреше контрабас, во Распејани Штипјани, дури и таму имам свирено со нив, со пензионерите. А љубовта кон хармониката конкретно од братот на баба ми Методија Трпков од Радовиш. Она е по потекло од таму, да. Имам радовишко потекло по баба. И од таму кога ја видов хармониката и за мене друг инструмент не постоеше. По бабата на која што го носите името Зуица, по баба така? Зуица. Многу специфично име. Просто не знам дали некоја друга познава. Во Радовиш и познава. Струмица има многу Зуици, во Штип многу поретко. И така се рачуна како име кое што припадниците на влашкото малцинство го имаат повеќе. И честопати ме помислуваат дека нели имам нешто влашко, што воопшто не би било ни лошо, но не е така. Туку сум крстена по баба ми од Радовиш. Одлично. Имаме и подароци на самиот крај. Леле. Додека размислувате како би ја заокружиле Мама Визија со вашата лична визија за Македонка и Стефан, ќе ви ги подарам овие прекрасни подароци. Ова е Фрида, мирисот на Мама Визија. Цвекерницата Фрида која што се наоѓа во центарот на градот, во близина на Матица, во близина на Соборниот храм. Верувам дека ви е напоменување место кое што нема да зажалите доколку го посетите. Благодарам, преубаво изгледа, навистина преубаво. Имаме еден подарок од Бокарт. Ова е рачна изработка. Заследете ги на Инстаграм. Или за вас, доколку ги вклопите во вашиот стил, или со задоволство подарок за вашата ќерка Македонка. Ама сакам да го отворите и сакам да покажам еден случајно, не беше ова наместено, случајен момент на компатибилноста помеѓу двата подароци. Еве, јас ќе помогнам. Вака само малку. Да, мора да го покажем ова, затоа што додека ги подготвував за емисијата, сватив колку всушност сме направиле случајно комбинација која што е компатибилна. Фантастично. Погледнете ги цвеќињата колку добро изгледаат, почитувани. Да, ете го тоа место. Фантастично. Опа, камерата да видиме. Еве Македонка што ми ги правеше и цвеќињата на ноктот. Одлично. Ми се погодуваат. Може да го видиме на камерата. А овој нокт јас сама си го изфрбав, не смеам. Да. Фатен на врата. Не знам колку може да се види, ќе направиме ако треба и слика. Не можам. Можете ли вие некако да покажете? Многу ми е мерак да го видат гледат. Како да го дам? Ајде вака некако. Успеавте и ноктот и се види. Ете, почитувани. Вистинско уживање. Ова си е за вас. Леле, благодарам. Уште еднаш се да си користите со здравје и уште за крај вашата Мама Визија за Македонка и за Стефан која би била? Само да бидат здрави, весели, среќни. Толку. Кратко и јасно. Да. Посакувам Ништо да е повеќе така. не им посакувам. Здравје и среќа. Да, се друго си се реди само по себе. Така. Така се покажало. Нешто сами си редиме,
а нешто не можеме да помрднеме таму кај што сакаме. Да, тоа го докажавте и покажавте со вашата лична приказна за мајчинството, Мислам дека бе и повеќе од отворена, така што верувам дека ја бевте отворив душава тука. да, се надевам дека тоа се чувствува на екраните. Ви благодарам од срце што го направивте тоа. Знам дека бевте инспирација за многу мајки. Ви благодарам што ја прифативте Благодарам и поканата. на вас. А вам ќе ви се заблагодариме што погледнавте уште една епизода на Мама Визија. Останатите остануваат на YouTube каналот на Слободен печат. Не заборавајте да пишете некој убав коментар и секако да стиснете лајк.